Предпријатијата, занаетчиите, фармерите и сите предприемачи од руралните области од денеска па се до 22 август може да аплицираат на јавниот повик од ИПАР-2 програмата Диверзификација на фарми и развој на бизнеси. Вкупната финансиска поддршка во рамки на овој јавен повик изнесува 9,6 милиони евра со можност во текот на повикот износот да се зголеми. Средствата се обезбедени со 75% поддршка од европските фондови и 25% национално кофинансирање. Вкупно прифатливи трошоци на инвестицијата нема да надминуваат повеќе од 65%. Главна цел на оваа мерка е поттикнување на вработувањата и зголемување на економската активност во руралните средини, преку развој и промоција на руралниот туризам, зачувување и развивање на занаетчиските активности и мотивирање на руралното претприемништво. Приоритетни сектори кои се поддржани од оваа мерка се инвестициите во алтернативното земјоделско производство, инвестициите во производство на прехранбени и непрехранбени производи, инвестициите во занаетчиските дејности, инвестиции во услуги за руралното население и инвестициите во руралниот туризам. Во однос на степенот на искористеност на ИПАР-2. Ова година е трета поред во која имаме максимална искористеност и нема да враќаме неискористени средства. Досека се веќе исплатени 30% од средствата на програмата, а подпишани договори се речи 80% од средствата. Во тек се и активности за подготовка на ИПАР програмата 2021-2027 или така наречениот ИПАР-3, преку која се очекува нашата држава да добие за 60% повеќе средства во споредба со ИПАР-2 програмата. Ние сме лидери во регионот и од аспект на програмирање на новата ИПАР-3 програма, која очекуваме да биде проширена за дополнителни 4 мерки. Веќе се започнати консултации по однос на програмскиот документ и предвидените мерки. Министерот Хоџа ги повика сите заинтересирани физички и правни лица да аплицираат за оваа мерка и нагласи дека со реализацијата на овој јавен повик целосно ќе се искористат средствата кои се на располагање од ИПАР-2 програмата.